промените кои што се јавуваат на кожата се како резултата на присуството на самиот вирус, а некои од нив се како резултата на тромбогените нарушувања, имунолошките нарушувања асоцирани со присуството на самиот вирус. Манифестациите на кожата како последица на вирусот можат да се поделат во неколку групи и тоа значи најпрво кај најголем број на пациенти се забележани промени на кожата на дланките и на стапалата. И тие промени на стапалата се означуваат како COVID стапала и кај поголем дел од пациентите кои што биле млади луѓе немале значи никакви симптоми кои што се карактеристични за COVID-19 болеста, значи само тие симптоми кои што се манифестираат како отечени прсти на стапалата може да се појават и на рацете, потоа да се појави едно црвенило, појава на брунчиња исполнети со течност, кои што подоцна прскаат и се појавува болка и печење. Кај тие пациенти подоцна значи се развиле симптоми на COVID-19 болеста и тука некаде значи лекарите ги натерало да се занимаваат и со тој да обрнат повеќе внимание на кожните манифестации, да им бидат некако како водич дали може значи порано тие промени да наговестат дали ќе се појават некои симптоми. Со цел значи порано да се тестираат пациентите и на тој начин да се спречи навремено понатамошното ширење на самиот вирус.